Судскиот совет изглас. Председателката на апелациониот суд во Скопје Мери Дика Ѓоргиевска да биде кандидат за еден судија на Уставниот суд. Ваквата одлука ја донесе со 10 гласови за и 1 против. Наспроти неа, кандидатката Елизабета Дуковска ја елиминираше со 11 гласови против. За Дика Ѓоргиевска, најголемиот дел од оние кои гласаа за неа рекоа дека има поголемо работно искуство како адвокат, судија во основен суд, во апелационен суд, предавач и магистар по правни науки, а била и во судскиот совет. Мислам дека Сојова импозантно има биографија. Ке гради стабилна и аргументирана уставна судска доктрина. И како што и самата пишала, сега јас не знам дека треба да се искажеме, она функцијата ќе ја извршува со целосна посветеност на уставот и на републиката и со јасна определба и независност без компромис. Немам дилема зошто гласав за, ако биде избрана, нека и со среќа. И јас се согласам со незината биографија е прекрасна и се надевам дека со таква биографија ќе продонесе и во Уставниот суд. Му пожелувам се најдобро таму колку гласа и парламентот и се надевам да дава придонес исто како што дали во сите функции што досега ги извршила судинка. Единствено Сузана Јошевска-Атанасовска гласаше против. Според неа, неспорно е дека Мери Дика е со долгогодишно искуство, но сепак, за да се избере некој судија на таква позиција, би требало да има и придонес за правосудниот систем и јавно интервју, рече Јошевска. Јас имав предлог во овој, кога го носевме деловникот, да овие квалитети на судијата ги утврдиме преку јавно интервју. Па макар и било како интервју, но мојот предлог беше јавно интервју. Доколку овој судија поседува вакви квалитети, лесно ќе можевме, сметам дека лесно ќе можевме да ги утврдиме преку јавно интервју. Со овие доставени документи и незиното мотивацијско писмо и пријавата, јас едноставно не можам да утврдам дека не само дека нема придонес во развојот на стручна теоретската мисла и во правниот систем, туку на кој начин овие документи покажуваат онаков квалитет за уставен судија кој што се бара. Судскиот совет објави оглас за уставен судија за испразнетото место на Елизабета Дуковска, чиј избор во мај лани го поништи Управниот суд. Истата сега повторно се кандидираше за судија во истиот суд, но токму времето поминато таму беше главен проблем за членовите за да не биде избрана. Условот е секој судија кој ќе биде кандидат да има најмалку 20 години судски стаж, а на оваа судика и фалеле токму 2 години, кои Управниот суд ги поништи како судија во уставен. Но ова се противаше само Јошевска, бидејќи смета дека ваквото толкување на законот не смее да се дозволи и мора да се гледа по широкото искуство кое секако го имала судиката. Со ова единствено Мери Дика советот ја предложи до собранието за еден уставен судија. Инаку таа беше сведок во процесот рекет против екс-обвинителката на СЈО Катица Јанева и Бојан Јовановски, како негова кума и блиска на неговото семејство. Незината сестра пак Агапи Дика беше председател на невладината меѓународен сојуз на Бокетин на ЕСКА, но беше сведок во тој процес.